Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во денешната видео лекција Употреба на лекарства, наменета за учениците од 4-то одделение. Во денешната лекција ќе научиме повеќе за лекарствата и нивната употреба, какви видови лекарства има, дали секогаш треба да употребуваме лекарства, што се вакцините и зашто се употребуваат и како правилно треба да се употребуваат лекарствата. Во секојдневниот живот често пати ни се случувало и ни се случува да се разболиме. Секоја болест се манифестира на различен начин, односно секоја болест има одредени симптоми или знаци на болеста како што се кивање, кашлање, течење на нос, болка во мускулите, покачена температура или некои други симптоми. За да ја излекуваме болеста, потребно е да користиме одредени лекарства кои ќе ни помогнат да се излекуваме или пак ќе ги ублажат симптомите и ќе направат да се чувствуваме подобро. Лекарствата кои ги користиме ни ги препишуваат лекарите, а ги купуваме од аптеките со лекарски рецепт. Што представуваат лекарствата и зашто се употребуваат тие? Лекарствата се употребуваат за лекување на некоја болест или пак нејзино спречување пред таа да се појави. Во зависност од симптомите или болеста која треба да се лекува, се употребуваат различни видови на лекарства, како например антибиотици, антихистамини, аналгетици или други видови на лекарства. Зашто се користат антибиотиците? Антибиотиците најчесто се користат за лекување болести предизвикани од бактерии, како што се воспаление на грлото, воспаление на увото, воспаление на градите. Антибиотиците ги убиваат бактериите кои ја предизвикуваат болеста. Што представуваат антихистамините? Антихистамините се лекови кои ги користат луѓе кои имаат некаков вид на алергии, како например алергија на полен или поленов прав, алергија на домашни миленичиња, алергија на храна, алергија на прав, убоди од инсекти, например пчели или оси, или некои други видови на алергии. Но дали секогаш треба да употребуваме лекарства? Секако дека не. Понекогаш не е потребно да се употребуваат лекарствата. Понекогаш можеме и сами да си помогнеме по природен пат, например, со земање на мед или пак лимон во чај. Но важно е да знаеме како правилно треба да се употребуваат лекарствата. Лековите треба правилно да се употребуваат според дадените упатства, затоа што нивната неправилна употреба може да му наштети на нашиот организам. Што е важно да знаеме? Важно е да знаеме дека лековите треба да се земаат единствено по препорака од лекар. Начинот на дозирање на лекот треба да биде онака како што препорачал лекарот. Пред употреба на лекот треба внимателно да се прочита упатството. Но и покрај сите овие начини кои ги споменавме за лечење и спречување на болестите, не треба да ги заборавиме и вакцините, кои не штитат од голем број заразни болести. Претпоставувам дека повеќето од вас досега веќе сте се вакцинирале и знаете што значи вакцинирањето. Но ние сепак уште еднаш ќе се потсетиме зашто се употребуваат вакцините. Вакцината се користи за да се спречи заболувањето на луѓето со заразни болести кои тешко се лечат. Вакцините се примаат за стекнување на вештачки имунитет кај луѓето, односно создавање отпорност на организмот кон заболувања. Со помош на вакцините, денес скоро и да не постојат некои заразни болести, кои во минатото биле причина за умирање на голем број на луѓе. Вакцините можат да се примаат со пиење или со инекција.
Многу лекарства и вакцини кои денес ги употребуваме се резултат на долготрајната работа на голем број лекари и научници кои дале свој допринос во медицината. Но денес ние ќе споменеме само неколку од нив. Како на пример, англискиот лекар Едвард Дженер кој ја пронашол вакцината за големи сипаници. Или пак францускиот научник Луи Пастер кој ја произвел првата вакцина против беснило. И Александар Флеминг кој го открил пеницилинот кој е особено важен за лечење болести предизвикани од бактерии, што значи дека пеницилинот е антибиотик. За ова свое откритие Александар Флеминг е добитник на Нобелова награда за медицина во 1945 година. Благодарение на овој лек за време на Втората светска војна биле спасени голем број ранети војници. А сега да видиме што научивме денес. Научивме дека лекарствата ги ублажуваат симптомите и ни помагаат подобро да се чувствуваме. Набројавме некои видови на лекарства, како што се антибиотици, антихистамини, аналгетици. Научивме дека лечењето може да биде и по природен пат. Дека лекарствата треба правилно да се употребуваат и дека од болести можеме да се заштитиме со помош на вакцина. Преку следната вежба да го провериме нашето знаење. Односно, во вежба број 1, потребно е да ги дополниме следните реченици за лекарства, при тоа користејќи ги зборовите од ризницата на зборови. А тие се бактерии, упатство, болни, без, симптоми. Најпрво ќе ги прочитаме речениците без потребните зборови. Кога сме? Земаме лекарства. Лекарствата ги ублажуваат и ни помагаат да се чувствуваме подобро. Еден вид лекарство е антибиотикот. Антибиотиците се употребуваат за лечење болести предизвикани од. Многу е важно лекарствата да се употребуваат правилно и затоа треба да се чита. Понекогаш не е потребно да се земаат лекарства, бидејќи можеме да оздравиме и нив. А сега заедно да ги пополниме речениците со зборовите кои што недостасуваат. Кога сме болни, земаме лекарства. Лекарствата ги ублажуваат симптомите и ни помагаат да се чувствуваме подобро. Еден вид лекарство е антибиотикот. Антибиотиците се употребуваат за лечење болести предизвикани од бактерии. Многу е важно лекарствата да се употребуваат правилно и затоа треба да се чита упатството. Понекогаш не е потребно да се земаат лекарства, бидејќи можеме да оздравиме и без нив. А сега уште еднаш да ги прочитаме речениците целост. Кога сме болни, земаме лекарства. Лекарствата ги ублажуваат симптомите и ни помагаат да се чувствуваме подобро. Еден вид лекарство е антибиотикот. Антибиотиците се употребуваат за лечење болести предизвикани од бактерии. Многу е важно лекарствата да се употребуваат правилно и затоа треба да се чита упатството. Понекогаш не е потребно да се земаат лекарства, бидејќи можеме да оздравиме и без нив. Во следната вежба, односно во вежба број 2, потребно е да ги дополниме речениците со зборовите кои недостасуваат и уште еднаш да ги провериме нашите знаења за лекарствата и вакцините. Најпрво речениците ќе ги прочитаме без зборовите. Едвард Дженер ја открил првата. Луи Пастер ја пронашол вакцината против. Александар Флеминг го пронашол.
Болестите предизвикани од бактерии се лечат со. А сега заедно да ги пополниме речениците со потребните зборови. Едвард Дженер ја открил првата вакцина. Луи Пастер ја пронашол вакцината против беснило. Александар Флеминг го пронашол пеницилинот. Болестите предизвикани од бактерии се лечат со антибиотици. И на крај уште еднаш да ги прочитаме речениците целосно. Едвард Дженер ја открил првата вакцина. Луи Пастер ја пронашол вакцината против беснило. Александар Флеминг го пронашол пеницилинот. Болестите предизвикани од бактерии се лечат со антибиотици. На следниот слајд се прикажани познати лекари и научници кои што ги споменавме претходно. Луи Пастер, Александар Флеминг, Едвард Дженер. И за крај, денешната лекција можете да ја најдете во учебникот по природни науки на страна 106, а за домашна задача одговорете ги прашањата од работната тетрадка на страна 25 и уште еднаш проверете ги вашите знаења. До следното видување.